Почитувани, насилството е работа која левица ја посакува во недостаток на нормална дискусија и аргументи. И народот, и пратениците не треба да наседнуваат на тоа. Овај договор помеѓу левица, СДС и ДУИ да се одвлекува внимание од суштински работи и аргументирана дискусија. Ова е план на левица со СДС и ДУИ за провоцирање во недостаток на аргументи за да можат да спинуваат. Такви беа првите пратенички прашања, така и сега. Не смее да се паѓа на провокации кои се единствена алатка на ограничени и нецивилизирани умови. Насилството и провокациите се единствениот начин на опозицијските партии да свртат внимание кон себе. ВМРО-ДПМН со жалење и разочарување гледа на денешниот инцидент, осудувајќи ги намерите на поедини пратеници од опозицијата да предизвикаат инцидент. Македонија е посилна од нивните замки и погубно и нецивилизирано однесување. Што се однесува до однесувањето на некои пратеници од владеачката коалиција, ВМРО-ДПМН, иако ја сваќа реакцијата, не се согласува дека треба да се наседнува на овие смислени провокации од циркузанти, кои не знаат како поинаку, продуктивно и конструктивно да создаваат за државата и народот и да се има цивилизирана дискусија со нив, туку се склони кон екзибиционизам и претворање на политиката во циркус, а тие самите себе си во кловнови. Сето тоа може би некому му е интересно и забавно, но сепак сите се свесни за какви непредвидливи и нестабилни личности се работи, чија основна цел е деструкција наместо проекти и подобар живот. Сега таквите кловнови одлучиле да им бидат измечари на СДС и ДУИ и тоа е нивен избор. Но на сите им е јасно дека таквите луѓе никој не може да ги смета за сериозни и да им ја довери својата иднина. Секогаш кога СДС се во паника, на тастер ја пуштаат пудлицата и насилникот Апациев да навредува пратеници од ВМРО-ДПМН. Апациев денеска вреđаше семејства и деца на пратеници. Нема потреба од повеќе зборови. Доволно е граѓаните да го погледнат следното видео и да го видат примитивизмот на СДС и Венко Филипче преку неговата пудлица и насилник Апасиев. Ви благодарам за вниманието.